релативизира снимка со човек, ја тој доктор не го знам, да се разбереме. Значи, меѓутоа гледам дека е добар познавач на дрогата. И изјавата беше, нели, дека ако не е чиста, он ја враќа, нема тука. И моја предпоставка е сега ја као лаик, дека се работи за дилерот кој што го снима. Пошто некој го снима таму, се гледа дека он му се обраќа на тој што го снима. Значи, он е така опуштен као тоа да го прави често, можеби секојдневно. Така што релативизирањето од страна на Мицковски е вака мощно и индикативно. Еве вака еден предлог, пошто нели сега сме во изборна кампања, па еве и ние што не сме кандидати да дадеме предлози. Да има редовен, задолжителен тест за сите членови на владата, за сите министри, односно нивни заменици министри, па и државни секретари, обавезно возачите и може исто така и за пратениците. А кога сме веќе при локалните избори и за градоначалниците. За да бидеме сигурни дека не водат нас луѓе при свест, ако може еден задолжителен тест за дрога за сите носители на јавни функции.